Здраво, здраво! Во претходното видео за низи видовме како може во една иста променлива да зачуваме повеќе вредности кои се од исти тип. Но што ако сакаме да зачуваме повеќе вредности, но од различен тип? За таа цел ќе ви покажам денес како се креираат класи, што се тоа класи, зошто се користат и така натаму. Значи, класите се тип кој ние самите си го дефинираме со цел да групираме повеќе податоци од различен тип заедно со функциите кои работат со нив. C++ е објектно ориентиран јазик и класите имаат голем удел во тоа. Тоа ќе го видиме понатаму во некое видео. Сега во ова ќе ви објаснам наедноставно што се класи, зошто се користат и што се имаат. Значи, ајде да започнеме. Како се дефинира една класа? Значи се пишува клучниот збор клас, се дава име на класата, еве нека биде триаголник и сега, како што рековме, тука ќе имаме податоци и исто така ќе имаме сега, податоците со друго име се нарекуваат и атрибути и кога ќе креираме објект со помош на податоците ќе се опишува состојбата во која се наоѓа тој објект, а функциите исто така се познати како методи и го дефинираат однесувањето на објектите. Заедно податоците и функциите се нарекуваат членови на дадената класа. Ајде да видиме што би било логично да имаме во класа триаголник, например. Можеме да го опишеме триаголникот со неговите страни. Значи може да имаме нешто вака. Ќе направам посебно видео за што е ова public. Сега за сега игнорирајте го. И еве ќе имаме три страни А, Б и С кои ќе ни го опишуваат триаголникот и тоа ќе ни бидат податоците. А тука ќе ги напишеме функциите кои ќе работат со тие податоци. Две функции кои ми доаѓаат на памет се, пример, периметар и исто така плоштина. Периметарот на триаголникот е многу лесно. Значи го враќаме збирот на страните од триаголникот. Сега за да ја пресметаме плоштината ќе искористиме Хероновата формула. Она што ни треба е да го најдеме полупериметарот од страните. Значи имаме А плюс Б. И исто така ќе ни треба квадратен корен за формулата, затоа ќе искористиме библиотека. Значи во CMAT го имаме квадратниот корен. Со P ќе ја крстам плоштината и сега имаме квадратен корен од S по и на крај ќе ја вратиме таа плошина. Значи сега можеме да видиме дека имаме триаголник кој е опишан со неговите страни и има две функции кои ни кажуваат што може да прави тој триаголник. Во овој случај ни пресметуваат само периметар и плоштина, но ваму можеме да имаме било што. Сега, друго битно нешто е дека ова само ни опишува како изгледа еден триаголник и што се можеме да правиме со него.
Но има исто така нешто што се вика објект. Класата ни е само дефиниција на типот, доколку сакаме да направиме променлива од оваа класа, ќе го искористиме името на класата. Значи триаголник и ќе си дадеме име на променливата. Еве, доста креативно ќе окрстам и ова триаголник. И сега можеме да кажеме колку ќе бидат сите страни од овој триаголник. Елементите што се тука, тие што се public, може да ги пристапиме со помош на точка и еве ни кажува што се има. Може да приметите дека има разлика помеѓу податоци и функции во тоа како се прикажани. И ајде сега прво да ги наместиме сите страни. Еве нека биде 9 Б и С 10 11. Добро, и сега пример можеме да испечатиме колку е плоштината и периметарот. И сега, што е убаво со тоа што имаме функции како периметар и плоштина? Убавото е што не треба пример на друго место надвор од класата да имаме логика која ќе ни пресметува како се добива периметар или плоштина или што и да е. Триаголникот сам знае да си го направи тоа. Сега видовме како се дефинира класа, како се креира објект од таа класа. И ајде сега да видиме дали ова ќе ни работи. Да, ова си помина. И ајде да пуштиме да видиме што ќе се случи. Ставаме breakpoint тука. Тоест, не ми треба. И ете за триаголникот со овие страни 9, 10 и 11. Периметарот е 30, а плоштината е 42, 42, 64. Тоа е тоа што сакав да ви го покажам во ова видео. Во наредното видео ќе ви објаснам што значи ова public, ќе видиме што се тоа гетери и сетери. И во наредното ќе продолжиме со конструктори.